дали треба вам да ви кажам, но јас сум лице кој што живее со ХИВ. Леле, дојде да си даш. Ајде, чекај. Два пара ракањаци, убаво да се заштитиш. Имаш право. Дали сметате дека оваа ситуација е реална и се случува во секојдневниот живот? Кој смета дека е реална е как не рака? Океј. Предрасудите не само во оваа тема не се присутни. Кој од нас има увид помалку повеќе, ама предрасудите се дел од нас, тоа е факт. А оно што правиме ние кога се сретнуваме со предрасудите? Употреби сестрата збор кој ни во една медицинска терминологија не е напишан. Нити е прифатлив, нити значи нешто. Така да дискриминацијата не почна само што настана, можеби тоа и не е најстрашно од се. Страшно е што е првиот збор што го изговори. А тоа е си даш. Што би направиле ви оваа ситуација за да го промените текот на приказната? Возможно ли воопшто? Јас нели сега не можам да знам што третата актерка мисли. Ништо не знаеме. Значи да, тоа кажам. Тоа оставено на нас. Што намисли, али кога би мислела она што го мислам јас, односно кога не би се сложила со ставот и однесувањето на колегите, јас тоа прилично гласно би им го кажала. Може ли тоа да го видиме на сцена? Леле, дојде да си даш. Леле, застани. Зашто ти се убава како што треба, но што личи ово? Кој е што личи? Па ово, како вака ми доаѓаат они имена? Јас тука немам деца дома. Јас се со сида не планирам да живеам. А ти ги дома, а ти што кажеш да си даш? Не да го прочитам никоја книга. Тоа е човек што живее со сида. Со сида не живее со ХИВ. Кај ти се ракавиците? Ева. Една ракавица. Со една рака путкаш? Вашата реакција покажува дека нешто дефинитивно се смени. Зашто претходно бевте исто во пасивна улога како публика во театар, видовте, тоа е тоа. Ама сега не бевте баш како преска, туку имавте аплауз, имавте поинаков израз на вашите лица. Доколку вака реагираат сите оние кои што сметаат дека може да променат нешто, работиве ќе се менуваат многу брзо. Ама да размислуваш е едно, а да делуваш е малку поинаку.